Представници на такси здруженија од целата држава денес имаа консултативен состанок во Штип. Сите заедно тие бараат решение како да го надминат проблемот со високите цени на горивата и за 50% намалената работа. Како прво, сивата економија не утепа. Како второ, патниците кои се возеле до вчера, денес ги нема. Сега со покачување на нафтените деривати, минималната плата е веќе од март. Не сме заштитени многу време и од дивата конкуренција или сивата економија. Од тука излезот тие го гледаат на неколку начини. И барањата денес ќе ги решиме, не сме комплетно сега се дефинирале, ама прво ќе почнеме со нафтата и нафтените деривати. Ако државата не помогне, да не речем до петок, не намали нешто или акциза или даноци или да се намали самата цена. Доколку ова не се случи, најдосна до петок тие имаат своји планови. Доколку владата и министерствата не презема нешто до петок, сега ќе одлучиме со какви мерки понатаму ќе излеземе. Така да го гледаме од дното на ова. Кој што иде горивото, веројатно и ние ќе треба да покачиме. Меѓутоа, кој ќе го плати тоа покачување? Сите овие неповолности за повеќе од 20 такси компании во државата беа погодни и тие веќе не работат, зашто освен глобалната економска криза допринесе и наглата појава на диви таксисти.